надпреварувачите пред се треба навремено да се пријават, нормално. На самиот старт не се стартува во група, како на другите атлетски надпревари, туку стартуваме на интервал од една минута. На самиот старт земаме мапа на која што ни е обележана патеката, која што треба да ја поминиме, која што има различна техничка и физичка подготвеност за сите, поради возраста и полот на учесниците. Имаме учесници буквално од 7 до 77 години. Надпреварувачите на стартот значи ја земаат мапата и со себе треба да имаат компас за да ја осеверат мапата, без разлика дали е тоа професионален или за оние рекреативците може да биде само на мобилен телефон. Исто така надпреварувачите ги бараат овие знаменца кои што се во многу поголема димензија на теренот. Ова е само служи како пример за да се покажи што бараме, значи. И чип кој што се носи на прстот и служи за отчитување на времето. И со овој чип знаеме секој надпреварувач каде се наоѓа во моментот и колку време му е потребно за да стигне од едно место до друго место. Победник е оној кој што ја поминал патеката за најбрзо време и се разбира ги има сите контролни точки оверено на овој чип. Пред се оваа година обрнуваме големо внимание на промоцијата како спорт. Вклучени се основните и средните училишта од градот кои што ќе земат учество со нивни представници, исто така представници на фирмите. Сакаме да го популаризираме спортот и да им пренесеме на граѓаните дека ова е спорт за сите, за професионалци, рекреативци, млади, стари, жени, мажи. Така да ги замолувам сите кои што имаат интерес во спортот да дојдат во 6 часот во четврток тука во центарот, затоа што имаме спринт патека, најлесната патека, каде што може да се информираат повеќе за спортот и исто така да земат мапа и да пробаат и да видат што всушност представува овој спорт.